Ограничувањето на маржите на над 1000 производи до 15% не им значат ништо на граѓаните од Штип. Едногласни се тие дека ограничувањето треба да биде за повеќе проценти, бидејќи како што велат цените си изгор скапи, а ова сега нема да има никаков забележителен резултат. Разочарано велат дека не очекуваат зголемување на процентите на ограничувањето. Тоа наде се да не се израза. Не. Тоа е само мовет. Ја може да кажам просто речено, тоа е мовет само. Ништо друго нема. Да се намале. Нека се намале 50% не е проблем. Сегде, еве у Германија, ја беше пред месец и пол време. Пред 3 месеца. Има цени што се прилично добри, 50%. Ако е тука студенар, таму е 50. Значи на пола? На пола има. Малко е тоа, што е 10%? Ја не... Малко е тоа. Треба ли уште? Треба повеќе. Уште. Ќе се променат овие? Не верувам. Не. Тоа е ситно, мислам. 10% колку е тоа. Јајцата се колку? Неколку ли 9 динара, 9 динара е попусо, ништо повеќе не. А сега идем од маркето, кашкавали по 500, 600 динара кашкавали и други работите ще има. За мене зборам лично, и ледарка оде сигурно. И тоа основно нешто? Основното, само храната, ништо друго. Не вреди ништо. Дури само еден од анкетата на Емнет телевизија вели дека сегашните ограничувања на маржите ќе бидат од полза за граѓаните, па како што додава и самиот тој, во иднина очекува повеќе намалување и стабилизирање на ситуацијата. Тоа е добра работа. И треба веќе се стави ред у трговијата, поготово што прехрамбените артикли одеа до небо. Значи треба ред да има и мислам дека владата е на добар пат да стави ред во трговијата. 10% малку многу. Сосема доволно е за почеток. Ја мислам дека ова е само почеток, а ќе има уште повеќе намалување во иднина што следува период. Верувате ли Верувам, 100% верувам дека е така. Во согласно со ситуацијата, за 5% се ограничува маржата на основните 8 прехранбени производи, и тоа лебот, брашното тип 400 и тип 500, јајцата, маслото за јадење, млекото, јогуртот и кисело млеко. Маржата од 10% се ограничува за групата на 55 прехранбени производи, како месото, преработката на месо, шеќер, млечни производи, маргарин, путер, конзервиран зеленчук и овошје, граф, ориз и тестенини. Ограничувањето пак за 15% бруто профитната маржа пак ќе се применува за 39 групни прехранбени производи